Во полна сала на Центарот за култура вчера вечер свечено беше отворено 26-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Честа први да настапат пред кумановската публика ја има актерите од Велешкиот театар со представата Сини од Португал. Пред љубителите на комедијата се обрати министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, потенцирајќи дека Министерството за култура останува партнер и традиционален поддржувач на овој фестивал, кој со својата долговечност дава особен придонес кон развојот на македонската култура и културното живење. Од идејата на создавачите до остварувањата на нивните следбеници, вложени се многу љубов и посветеност за тој да прерасне во еден од најпопуларните фестивали во државава, а сепак да биде препознатлив и уникатен. Со секоја одиграна представа се калеше фестивалската приказна, а тоа представуваше одлична можност за љубениците во театарската уметност преку еден од најспецифичните жанрови, комедијата, да ја негуваат и да ја развиваат театарската култура која прерасна во традиција. Токму тука, во градот на безвременското ремек дело Бегалка од Васил Илјовски и неговата Ленче Кумановче, кои се синоним и препознатлив белег на Куманова. Директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Сашо Тодоровски кажа дека преку овој фестивал Куманово покажува колку сака театар. Сакал би се благодарам на сите и ова да кажа дека Куманово сака театар, треба да има театар и благодарам на сите што сте вечерва тука. Ова прилика само би сакал да се заблагодарам на семејството на господин Васил Илјовски, бидејќи ни даде можност наградата која ќе ја доделуваме секоја година Денови комедија да го носи името на нашиот великан, на господинот Васил Илјовски, и тука ја поздравувам сопругата на господинот Мирослав Илјовски и неговата керка кои се тука со нас. Годинашниот лауреат на фестивалот Денови на комедијата, истакнатиот македонски режисер и актер Коле Ангеловски, рече дека само на фестивалот во Куманово се одиграни 30 на негови представи. Творечкиот опус на доаѓенот на македонскиот театар и филм е разновиден и особено ми е драго што како еден од најистакнатите културни работници кој цел свој живот го посвети на уметноста и за уметноста, особено во делот на комедијата вечерва, ќе го добие признанието Васил Илјовски. Тој ќе се вброи во класата на врвните актерски великани Илија Струмениковски, Шенка Колозова, Стојна Костовска и Благоја Чоревски, кои во претходните години беа лауреати на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедијата. Еден од најголемите кривци, виновници за овие 26 години е токму мојот драг колега и режисер Никола Ангеловски. Бројни се представите кои што се поставени, кои што се играли на Денови на комедијата Куманово, но тој е навистина меѓу првите кои што со неговите представи е направен овој фестивал. Но накратко ќе ви кажам дека над 100 филмски улоги има, над колку илјади гледачи? Многу илјади гледачи, над 100 и нешто изрежирани представи во театрите во кои едно мое големо задоволство е што јас сум го играл во многу негови представи и што малку или не тој ме направил ова што сум денес. Така да ми е драго што едногласно ја прифативме одлуката Коле Ангеловски да е добитник на наградата Васил Илјовски за особени заслуги во комедијата, односно во Денови на комедија на Куманово. Оваква една награда на вистина, мислам сега без шега и без зоо, на Васил Илјовски, човекот кој што ги поставил параметрите за драмско дело кое ќе остане вечно и вечно ќе живее, тоа е за мене посебна чест. Јас сакам да кажам дека јас сум еден од основачите на овој фестивал. Пред 26 години се собравме една група и решивме да го направиме овој фестивал. Но нешто беше многу интересно, ние зборувавме како треба да изгледа, што треба да биде, како да се оствари. Ристо Стефановски беше еден од тие луѓе кои што го основаа. Сакам и ова да кажам дека
најмалку 30 мои представи. Ако е 26 фестивалов, најмалку 30 представи биле на овој фестивал и секогаш било вака. Мислам, мене огромна радост ми. Значи, секогаш многу сум бил среќен кога ќе дојдам у Куманово со представа. Сум седел по скали, пошто сакам да ги гледам представите и реакцијата на публиката. И секогаш сум бил пресреќен од реакцијата на публиката, на кумановската публика, кога ги гледала моите представи. А јас се надевам дека и јас сум ве направил среќен вас со моите комедии. Благодарам. Покрај велешкиот на фестивалот ќе се играат представите Ле Кретенот Штип, приказна за театарот од Пирот Србија, Три и пол сестри од Винковци Хрватска, Илуминати на театар комедија од Скопје, чекајки го лекарот од Лесковац Србија. Кумановци ќе ја проследат и представата Граѓанинот благородник на Тетовскиот театар, Седумте стола на гостите од Ловеч Бугарија, Кафе со кокони на Драмскиот театар. Како и претходните и годинава, фестивалот ќе го затвори Кумановскиот театар со представата Љубовна терапија. На 15 октомври ќе биде прикажана обвинителка и ќе бидат доделени награди.